Заев му се закани на Елчека. Преку медиумите му порача дека еден ден ќе одговара пред институциите на правдата. Тој откри дека веќе разговарале со странските партнери од САД, од каде Шекери Махмеди наводно ги објавува бомбите. Премиерот вели згрозен бил од содржината на разговорите, од Ивонив имало и приватни муабети. Значи, еве кажувам, нека објавува и за мене. Нека објавува за секој што мисли дека треба да објавува. Треба да знае дека има одговорност за тоа. Постои закон и кривично се одговара за тоа. Приватноста е заштитена. И апсолутно, дури и кога не била заштитена, јас сум водел грижа и други воделе грижа. Овој човек не води грижа за таа работа, треба да одговара. И кога тогаш ќе одговара? Светот е глобално село и ќе одговара. На ова експресно одговори Елчека. Зоран Заев, знам кој ти е проблемот. Неуспехот на организираниот криминал што го имаше со специјалното јавно обвинителство, пропад на планот за рекетирање и уценување. Доста велиш дека прислушувањето го правела претходната влада, тогаш зошто тие криминалци на ВМРО ги прислушкувале нивните разговори, затоа не се продава и за жртва, но држи го задникот уште малку во таа фотелја бидејќи ќе ти фали. Лидерот на ДУИ Али Ахмети вчера зборуваше за селективна правда и праша зошто во телефонските разговори кои се пуштаат од Чикаго нема приватни разговори на членови од СДСМ и опозицијата. Како не се случи да се објават приватни разговори за членовите на СДСМ или ВМРО-ДПМН, туку само за членовите на ДУИ. Каде се другите разговори? Зошто се објавуваат приватни разговори само за членовите на ДУИ? Мислам дека нашиот народ не јаде трева. Кичевчанецот со прекар Елчека, кој од Чикаго објавува прислушувани материјали, пред 2 дена на Фејсбук постираше аудио на кое се слуша разговор помеѓу лидерот на ДУИ Али Ахмети и неговиот брат Фекри, каде двајцата договараат местење на тендери за ТЕЦ Осломеј. Предходно тој објави разговор помеѓу Ахмети и министерот Садула Дураку, на која говорат за прикривање на убиец, а тоа од нив наводно го побарал актуелниот вице-премиер за европски интеграции Бујар Османи. Денеска преку социјалните мрежи Елчека му се закани на Ахмети и му порача: власта ја задржа лејќи албанска крв, но истата таа крв и ќе те убие.